За околу 2 години се очекува локалитетот Маркови кули кај Прилеп да влезе на постојаната листа на заштита на УНЕСКО. Со тоа ова место после Охрид ќе биде вториот регион во Македонија кој ќе биде под заштита на оваа меѓународна организација. Ова беше потенцирано на меѓународниот научен собир во Прилеп, посветен на доцно средновековните градови на Балканот. Во моментов се изработува стратегија оценка за загрозеноста на подрачјето и планот за управување. Крајен рок на доставување паралелно со Охридскиот регион е до крајот на октомври. Значи до крајот на годината формално правно ќе биде заокружена првата фаза. Паралелно со тоа тече процесот на реноминација како единство на културни и природни содржини и со тоа ги правиме првите чекори кон официјализација на процесот. Една од идеите која што веќе се разгледува во Прилеп е овој град да стане центар за развојот на конгресниот туризам и место каде ќе се одржуваат голем број на дебати, собири и трибини поврзани со оваа научна тематика. Прилеп како средиште на овај исклучително значаен културен комплекс Марковите кули на некој начин инициираме да стане средиште на сегментот историјата на културното наследство и со тоа на еден индиректен начин воведуваме принцип на туристичка експлоатација на овој простор. Бугарските археолози па кои што беа присутни на овој собир истакнаа дека за поголема промоција на овие археолошки локалитети на Балканот е изградбата на соодветна инфраструктура до нив. И ние во Бугарија го имаме истиот проблем. Тие локалитети кои што се блиску до морето или до главните патишта се попосетувани. Кога доаѓав тука го посетив Стоби, бидејќи е до автопатот, а тука е малку настрана. Треба да се изгради подобра инфраструктура, но морам да кажам дека ние во Бугарија имаме големи пофалби за тоа како Македонија ги одржува локалитетите. Инаку токму со влезот во УНЕСКО се очекува популаризација на светско ниво на локалитетот Маркови кули и зголемување на бројот на туристи.